Јас денес чувствувам сериозна сатисфакција како пратеник на ВМРО ДПМН за сите овие 5 години од 2014 година, веќе 6 година до сега. Зошто? Затоа што пратеник на СДСМ вели дека го оправдува и никогаш не кажал збор или тие не кажале збор против странските директни инвестиции кои ги отворија своите фирми и инвестираа во Република Македонија во време кога на власт беше ВМРО ДПМН. Колега Велковски, претерано ви благодарам. Претерано ви благодарам и ова е моја и политичка сатисфакција и сатисфакција како човек. Погледнете ги стенограмите на вашите колеги до 2016 година и слушнете ги што се зборуваат. Ама вие не сте трговец или пратеник поединец, вие представувате одредена политичка опција која што вети или ветуваше дека сериозно ќе размисли за бркање на овие странски инвестиции од Република Македонија затоа што на нетранспарентен или не знам на каков начин добивале субвенции. Кога ги видовте бројките во буџетот и кога видовте дека буџетот се полни од извозот и од вработувањата во тие инвестиции, а немавте идеја како да го стимулирате домашното производство и домашниот бизнис, тогаш не важи тоа, одиме на и ние можам да кажам одредено продолжување на таа политика во стимулирање на странските инвестиции. Во однос на субвенциите што вие сте ги дале и сте донеле закон за субвенции, ние за разлика од вас и тој закон го поддржавме, ама вие не ги поддржувавте законите Македонија вработува, проектите Македонија вработува 1, Македонија вработува 2, со кои што сериозно се субвенционираше отварање на нови работни места и вработување. Само со овие два проекти за една година се вработија близу 20.000 граѓани на Република Македонија. Милувате да зборувате за странските инвестиции, ве гледам и тоа е добро и пак ја кажам сериозна сатисфакција. И утре да ни заврши политичката кариера, тоа е една поента или еден бенефит од ова што го слушам вечерва од вас. Фирмите ги наредивте пак, во ред. Ние, како владеачка гарнитура во тој период 2016-17 година, а тоа никој не го демонтираше, тогашната влада или тогашниот тим на луѓе кои што доаѓаа до тие странски инвестиции, ги убедуваа да инвестираат во Република Македонија во конкуренција со други држави во светот во опкружувањето, ви остави, или на вашата влада, на вашиот тим, а знаеме, ако ги направиме компарација на човечкиот капитал, како што сака да каже министерката, на едните и на другите, тоа граѓаните нека судат, Виктор Миздо, Бил Павлевски и така натаму, споредете ги со Љубе, со колегата, да не зборувам понатака, ви остави 65 фирми во завршна фаза на разговори и пред потпишување на конечни договори. 65 фирми. Тоа никој не го демонтираше од влада. Никој. Вие, зборувате за некои 30 на фирми и јас конкретно ќе ве прашам. Во кој град, доаѓаме, има тука представници од многу градови во Република Македонија. Павличи ќе прашам, во Неготино има некоја најава, има камен темелник некоја фирма. Во Кавадарц има камен темелник некоја странска инвестиција. Дрекслер Мајер, председателка во Битола имаше некоја? Кромбертиш, не, сега овие 3 години, дали имаше или нема? Значи... Ме прашувате. Сега што да кажам? Ама ние збориме со конкретности. Вие зборувате со листот, хартијат. Да ве прашам конкретно. Гереш Мајер ја спомнавте, така? Добро, Шајмер. Океј, се извинувам. Колку вработени има во моментот? Колку? Диме? Океј, затоа што зборувате нешто што не е така. А да не зборува, вие се навративте на минатото, вие зборувате за 2009 и за 2010 година. Па ако сега зборуваме на оние ветувања што вие ги дававте како владеачка гарнитура, а тогаш на опозиција, вие растот на бруто домашниот производ и на економијата под 5%. Па не го рачунавте за раст. Изминува вашиот мандат, вие до 4% не дојдовте раст. Ама слушнете ги стенограмите. Слушнете ги. Ќе видите дека 5% раст за вас како СДСМ, тоа не е раст, тоа е по инерција раст. Секоја држава која што нема политичка криза сериозна, има раст над 3%. Вие така зборувавте, не јас. И не пратениците од ВМРО ДПМН. 5% минимум ветувавте раст. Ветувате 500 евра плата, не можете да реализирате во реалниот сектор и со реални мерки
позитивни мерки и одите на нормално зголемување на административната плата на администрацијата, еве образование, здравство и така натаму. И тоа е добро. И тоа е сепак во тоа што е лошо е добро. Нема развојна компонента, ама се зголемува семејниот буџет на граѓаните. Тоа што е пред избори, тоа нека ги судат самите чинители во овие фели. 2009 и 2010 мал економски раст. Ама господине Велковски, 2009 и 2010 вие заборавате едно да кажете, дека во опкружувањето и во голем дел источноевропски држави заради последица од сериозната и до тогаш можеби најголема од 29 година во светот светска економска должничка криза и европска економска криза, во тие 2-3 години критични во која што владееше оваа криза во светски рамки, владата или тогаш во Република Македонија немаше намалување на пензии, кратење на пензии. Во другите држави имаше. Немаше отпуштање на административни работници. Во другите држави имаше. Немаше намалување на платите во јавниот сектор. Во другите држави имаше. Знаете ли зошто тоа беше? Затоа што беше подготвена економијата на Република Македонија за таков еден економски шок. Затоа што во 2006 и 2007 година се раздолживме кон светските кредитори. Затоа што некој имаше сенс дека може да дојдат лоши денови и веќе се насетуваше таа криза. Затоа немаше. А 4 години се работеше на услови, на реформа на целокупната администрација, на реформа на катастар, на управа за јавни приходи, на имотно-правни односи, институции кои што не се знаеа дека постојат во Република Македонија. Македонија има катастар, за пример, во европски рамки. Тогаш дојдоа странските инвестиции. Со субвенции, со кредибилни луѓе кои што ги привлекуваат. Тогаш дојдоа странски инвестиции. И не било кој. Дојдоа светски признати странски инвестиции и не вработуваа по 50, 100, 300 вработени, туку вработуваа 1000, 2000, 3000, во Битола 6000 вработени. Но тоа е тоа, таа политичка манипулација поминаа 3 години и јас сум убеден дека на 12 април работите ќе си дојдат на свое место и како ќе каже народот, така и ќе биде. Кој е за опозиција, а кој е за позиција. Тука се аргументите и на едната и на другата страна и само едно ќе ве замолам. Немојте како поразени да се обидувате да правите влада. Немојте ако изгубите во аеродром 5000 гласа, во Кисела вода 10.000 гласа, во Гази Баба 6.000 гласа и да се правите победници и да кажувате дека вие сте победиле, дека мнозинството македонци биле со власт, албанци и така натаму и така. Немојте така. Во Битола, во Прилеп, во Гази Баба, во аеродром, во Кисела вода, во Велес, во Кавадарци, во Гевгелија изгубите и ние сме победници. Не сте победници, мислам, окей, во ред, може, таков е нашиот систем да направите од поразен победник, но не е добро за демократијата. Не е добро за сигурноста на нас, македонците, како народ во Република Македонија и верувам дека тоа нема да го направите овој пат.